Прв разговор во денешното издание на Македонија наутро, кој ни е тесно поврзан со децата, а го отвараме вака. Малтретирање, озборување, покажување на сила се уште царуваат во училиштата. Истражувањата за правата на децата во град Скопје покажува дека 30% или секој трет ученик барем еднаш се почувствувал понижен. Загрижувачки 25% пријавиле вербално, нешто помалку социјално насилство. Децата велат дека најбезбедни се чувствуваат дома и тоа 90%. Изминатиот период живееме различни кризи. Што здравствена, што економска, и оваа борба за преживување се чини ги стави во заден план и децата и нивната благосостојба. Утрово за нив зборуваме со Јорданка Черепналковска-Трајковска, инаку психолог и проектен координатор во Мигеши. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Фрапантни податоци објавивте изминатиот период, кои што генерално го креваат алармот на највисоко, кога станува збор за нашите деца и необходноста конечно да им се посветиме и фокусот да го ставиме на нив. Да. Овие податоци не ни се први и единствени. Од 2020 до минатата година секоја година правиме, да речам, сондажи, односно го испитуваме мислењето, перцепцијата на самите деца за нивните права, колку се почитувани. Во 20 беше на ниво на цела Македонија, на пример, околу 1300 испитаници. 21 правевме истражување за состојбата на ниво на територија на општина Аеродром, со помал број но сепак доволен за да може да се заклучува нешто, и годинава за потребите на стратегијата за правата на децата на град Скопје правевме трето. Ова го кажам за да ви кажам дека во сите три истражувања, без разлика дали се на ниво на цела држава, на ниво на една општина или на ниво на град, главниот град, насилството, тие прашања секогаш постојат затоа што се дел од темите на кои што се однесуваат правата, се извлекуваат како теми од самата конвенција. Темата е безбедност. Во рамки на безбедноста е и се прашањата за насилството. Без исклучок се големи. Добро е што децата кажуваат, меѓутоа она што загрижува е кога има и прашање, на пример, дали пријавуваат насилство. Има во ова последново истражување имаше процент на деца кои што не сакаат да одговорат, што може да се толкува различно и ние го разбравме загрижувачки. Затоа што ако за нешто не сакаш да зборуваш, има нешто позади тоа. Зошто? Дали си сведок и не можеш да го споделиш тоа, не се чувствуваш безбедно во средината, затоа што треба да се чувствуваш безбедно, прифатено и дека нема да бидеш казнет ако сакаш да споделиш нешто што е под наводници негативно. Која е причината што секоја наредна генерација деца се се полоши и поагресивни едни кон други? Значи, немаме така, ова сега што ќе го одговорам е повеќе базирано на интуитивно, на... Апсолутно и тоа не треба. Да, не е подкрепено, да речам, со нашите истражувања се дескриптивни, не се причинско-последични. Но имаме работа многу често и со деца. Работилници, еве во петок ќе имаме работилница со средношколци. Средношколци ни учествуваа во подготовка на стратегијата. И на пресконференцијата пред 10 дена самите рекоа дека го забележуваат, дури во, како они рекоа, во по не елитни, туку во училишта средни во кои што повеќе се бираат учениците, дека има насилство и дека тоа се пренесува меѓу генерации. Зошто? Една од причините е затоа што, и најглавна, затоа што не ги слушаме децата, не разговараме со нив, немаат можност да споделат нешто што ги тишти, размислуваат, се фрустрирани. Тоа е едно. А второ, и исто по важност многу битно, тоа е оно што го гледаат секојдневно. Гледаат насилство во сообраќајот, гледаат, слушаат говор на омраза на повеќе нивоа, на социјални мрежи, на не знам, дебатни емисии, ако воопшто гледаат телевизија, меѓутоа изложени се на насилство како модел. И тоа, тукму тоа ми го вовед во следното прашање. Децата се грижа и на семејството и на општеството. Каков е вашиот впечаток?
Имаме ли чувство за тоа? Сакаме ли да зборуваме и да се грижиме доволно за нашите деца? Ги штитиме ли доволно како општество нашите деца? Треба да ги почитуваме. Почитување значи да им го дадеме местото како чинители во општеството. И во семејството, и во училиштето, и во градот или општината, секаде. Да им го дадеме местото значи да ги оти се што правиме, се што се случува ги засега нив. Во ниту еден, колку семејства, еве да почнеме од семејството, колку семејства ги прашуваат децата за било какви одлуки што го тангираат семејството. Еве почна да се неколку години наназад, дури со законски решенија прво во оној за основно, да се вклучуваат, да се обезбедуваат методи, форми како да се вклучат децата во процесите на одлучување во самите училишта, преку училишен правобранител, училишни заедници, од секојаш сме имале и председатели. Меѓутоа, не знам колку е тоа на ниво на суштинско учество, а на тој начин се гради и одговорноста, личната одговорност кај секој, кога ти некому ќе му дадеш прилика нешто да одлучи, да каже, тоа значи дека ако нешто не се случи како што јас сум кажал, сум свесен дека треба да превземам нешто, да превземам одговорноста за тоа и да се коригирам. Тоа не значи казна, него значи дека свесност што е она што јас го правам со она што се случува и што можам да направам ако нешто не е како што треба да се подобри. Споминавте во анкетата, ги прашавте и децата за нивните искуства, дел сакале да зборуваат, дел не. Што вели искуството низ годиниве, да речеме, телефонот функционален е со години на меѓаши и СОС телефонот. Има ли повици, ги бараат ли децата своите права, ги познаваат ли доволно децата своите права? Ви благодарам за прашањево. Она што израдува во последново истражување на мислењето, првата тема со која што се почнува кој да истражување е колку се они запознаени со правата. Во третово е најголем процентот на деца. Тоа значи дека веројатно доволно се зборува, има некакво поместување во споредба со лани и со 20-та, да речеме, година податоците. Тоа охрабрува. Меѓутоа, се уште постои простор, имаме и ние кај нас, има ставови од типот, многу им се дозволува на децата, многу права, а кај се обврските? Обврска и одговорност се две различни работи. Правото и моето право не го исклучува вашето право. Истото право јас како што го имам, го имате и вие, го имаат сите. И тоа е на ниво на одговорност, кога за тоа ќе станеме свесни, а не обврските. Обично ги учат децава, кога учат за детски права, за права и обврски. Обврската произлегува од одговорноста. Јас, како психолог, сум одговорна за, да речеме, ако работам во училиште, за, ја како би го подразбрал, за менталната состојба или здравје на децата, за општата атмосфера во така натаму. Од таа моја одговорност произлегуваат обврските, што ќе правам јас, дали ќе правам работилници со деца, разговори со наставници, така натаму. Значи, треба да ги разграничиме. И треба, и така, кога имаме работилници со деца, кога ни доаѓаат за детски права, многу посветуваме внимание на тоа, они ќе ни ги изрецитираат обврските. Не. Обврска е друго. Ама свесноста дека јас си го барам моето право, подразбира е некоја моја одговорност. Ако ја имам право на игра, тоа не ме исклучува од одговорноста дека и другото дете има, и брат ми, и другар ми, и сите што живеат, да речеме, во нека населба во која што има игралиште, јас да ги чувам, а не да се качувам да ги кршам, затоа што на тој начин го кршам правото на другото дете, а и сопственото. И велите, ситуацијата е таква каква што е, решение ни е потребно одма. Токму затоа креиравте една 5-годишна стратегија, која што ме интересира што се содржи и кои се алки би биле вклучени во истата. Да. Стратегијата е 5-годишна, точно би требало од оваа година да почне до 27-ма. И нашата идеја беше да биде, за да може да стане функционална, да биде усвоена на градот, на Совет на градот Скопје, да влезе во програмите, буџетот и така натаму. До сега тоа се уште се нема случајно, но се надевам дека ќе успееме.
а ние ќе продолжиме во насока, во рамки на тоа што ние што можеме да правиме она што е во стратегијата. Стратегијата има дефинирани 4 приоритетни области. Добре. Едната е безбедност, во кој што се се предложени мерки и за спречување на насилството, пред се за подигнување на свеста и за јакнење на капацитетите и на децата и на наставниците за справување, но опфатени се и тоа на барање на децата, уличните куќиња, тротоарите, јавните простори, баш меѓу нив кажа и така е. Во градов немаш каде безбедно да се движиш, нема слободен тротоар. Има, самите ги спомнаа дека нема обележани, оти тоа се проблемите со кои што не секојдневно се соочуваат одејќи на училиште. Пешачки премини недоволно обележани, некаде нефункционални семафори, значи тоа се работи кои што тие секојдневно ги забележали, ги кажа и влегоа. Тоа е едната област. Втората област се однесува на здружување, правото на здружување и одлучување во општествениот живот, во процесот на општествениот живот. Децата на улица ни се посебен приоритет, со посебен акцијски план и за недискриминација. Тоа се, да речам, поопшти теми кај што градот може нешто да направи, затоа што градот нема надлежности за се. Имате ли чувство дека имате партнери во оваа приказна низ годините или сте оставени како организација сами на себе? Одлични се овие предлог стратегии, меѓутоа сами не можете ништо. Па со самиот факт што постоиме 30 години, ќе се нема да биде точно ако се каже дека немаме, никој не обстанува сам 30 години. Добро, ние сме тука, еве да речеме. Вие сте тука, училиштата се тука, многу е важна наставниците се тука. општествената поддршка. Например, ме прашавте, не ви одговорив на прашањето дали има јавувања. Сакам една работа да кажам многу радосна за нас. Најчесто, па ќе се вратам на прашањево, најчесто не ни се јавуваат деца. Најчесто се јавуваат возрастни да пријават прекршување на права или некаков си проблем. 2 години поред одиме со кампања за правата на децата. Прво беше онлайн 21, а лани одевме по училишта низ цел и средни и основни. За прв пат после долго време ни се јавија 28 деца и млади минатата година. Тоа значи дека сме допреле после 2 години 2 до 3. Значи партнери некогаш се чувствуваме сами, ама имаме, ги спомнав, наставници, деца, невладини организации, народниот правобранител, значи и ние секогаш нудиме, критикуваме, да, сме гласни, да, ама тоа не значи дека не сме отворени за соработка. Ама само тоа прави промени, само гласното говорење прави промени. Па и примерот прави најмногу промени. Апсолутно, да. Но... Ако јас покажам, ако јас сум достоен и тоа го правиме со програмата за мировно образование кој што стварно има одлични резултати. Да, 12 години, 13 тера. Стратегијата бара време и бара многу енергија. Така но како во меѓувреме генерации загубење немаме? Во меѓувреме секој од нас индивидуално како возрастен ние го креираме светот, не децата. Да се преиспитаме, да запреме на моменти да што е она што го правиме, каков модел им даваме, без разлика во која улога. Дали сум родител, дали сум тетка, наставник, министер, градоначалник, новинар, апсолутно сите. Да се прашаме, што покажувам јас ова за децата, што им оставам на децата, ќе сака детето да остане утре овде или не? Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Оваа тема бара многу време и многу анализа, но добро е што и денеска ја отворивме, проговоривме за неја, иако низ години многу сме зборувале за децата, токму поради тоа што сметаме дека на нив треба да им оставиме. Сега каков пример ќе дадеме, тоа ќе оставиме. Ви благодарам за поканата и за бирањето на темата. Благодарам.